Шефот на делегацијата на Европската унија овде пред ЕУ-инфо центарот даде изјава о присуство на амбасадорите на земјите членки на Европската унија. Тој рече дека Европската унија е сериозно загрижена за политичката криза, рече дека за најдобар интерес за земјава е час поскоро да се реши политичката криза и тоа потенцираше да се случи во денови, а не во недели или пак во месеци. Исто така Иво Орав рече дека неопходно е владењето на правото да се имплементира и да се почитува во целост, потенцирајќи ги итните реформски приоритети понудени, предложени од Европската комисија. Исто така рече дека за решавање на политичката криза треба да се остане на патот на Пржинскиот договор, односно сите партии ги повика да го имплементираат во целост договорот од Пржино, но и да создадат услови за кредибилни парламентарни избори. Уште еднаш амбасадорот Иво Орав потенцираше дека специјалното јавно обвинителство треба да работи без обструкции. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Орав. Помина повеќе од еден месец откако повторно се состанаа членовите на парламентот. За жал нема напредок во решавањето на длабоката политичка криза во која се наоѓа државата. Европската унија е сериозно загрижена за ситуацијата. Ние сме обединети во потребата политичкото лидерство на земјата да се вклучи во отворен диалог. Партиите треба да се согласат на спроведување на договорот од Пржино 2015, вклучувајќи го и создавањето на услови за кредибилни избори. Во изминатите месеци владењето на правото се соочуваше со дополнителни предизвици, вклучувајќи ги помилувањата на председателот на државата. Владењето на правото е клучно за силно демократско општество. Според ова, клучно решение е имплементација на итните реформи предложени од Европската комисија. И понатаму сме загрижени за предизвиците со кои се соочува специјалниот јавен обвинител во својата работа. Ги повикуваме сите тела, особено сите партии кои се согласија да се основа специјалното обвинителство, да престанат со обструкциите и да му дадат целосна поддршка. Дополнително, сите прашања со кои се соочува оваа институција треба да се решаваат како приоритетни. Повикуваме на зајакнување на демократијата преку целосно учество во институциите, обезведување на нивното демократско функционирање и поголема проверка и контрола. Потсетуваме дека договорот од Пржино е и натаму единствениот начин за земјата да излезе од тековната криза. Веруваме дека е во интерес на земјава и за нејзината евроатланска насока е потребно политичките партии да се согласат на заеднички излез од кризата. Ова прашање треба да се реши во период од неколку денови, а не неколку недели или месеци. Ова изјава доаѓа на неколку дена, односно во пресрет на посетата на специјалниот германски пратеник Јоханес Хајндел, кој што, како што е најавено, треба да пристигне во земјава в среда и повторно да има средби со лидерите на 4 партии потписнички на Пржинскиот договор, но и средби со државниот врв. Се очекува неговото доаѓање да го раздвижи диалогот во однос на имплементирањето на договорот од Пржино, бидејќи тој и при последната посета на почетокот на јуни потенцираше дека единствен излез од кризата е договорот од Пржино потпишан меѓу партиите пред една година. Исто така овие изјави доаѓаат во пресрет на доаѓањето на Викторија Нуланд, заменик помошникот на државниот секретар на САД, која што, како што е најавено, треба да дојде во јули, во првата половина на јули, да има исто така средби со државниот врв овде во Македонија.